Во студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Премиерот Христијан Мицкоски денеска ќе оствари средба со опозицијскиот лидер Венко Филипче. Средбата доаѓа на иницијатива на Филипче, кој повикува на лидерска меѓу сите лидери на парламентарните партии, на која би се договорила заедничка надпартиска стратегија, чија реализација не би зависела од условите на политичката сцена. Филипче вчера на пресконференција рече дека нема конкретен план што би содржала таа стратегија, но дека очекува договор на теми како образованието, здравството, реформите во правосудниот систем, животната средина и департизацијата на системот. Премиерот Мицкоски вчера рече дека е подготвен за средба во секое време. Додаде дека е подготвен да ги слушне сите идеи кои ќе донесат подобри услови за граѓаните. И владата и СДСМ вчера попладне потврдија дека средбата е договорена за денеска во 14 часот, па детали ќе имаме во вестите во 16. А информацијата дека Мицкоски и Филипче си договориле средба не предизвика некое воодушевување кај останатите партии, па дури и кај оние во владеачката коалиција. Во знам велат дека Филипче не може да биде решение на проблемите, бидејќи како што додадоа, тоа е проблем за секое решение. Македонската јавност не е дементна за да заборави дека директорот на фондацијата Заев во претходните 8 години го промовираше концептот едно општество за сите, едно за вицето. Се посочува во реакцијата од знам. Прилично остра беше реакцијата и на опозицијската ДУИ. На јавна сцена денес ќе ни биде демонстрирана моноетничката коалиција, чија основна цел е да го преобликува политичкиот модел на државата од мултиетничка во моноетничка демократија. Овој план не е нов, туку е скроен пред 3 години преку ноторниот договор Мицкоски-Заев, пред се како заштитен чадор за транзицијската олигархија во земјава. Планот веќе се реализира преку укинување на балансерот, моноетничкото одлучување на Уставниот суд, но и отстранувањето на албанците од голем број високи позиции во државната управа, се вели во реакцијата на ДУИ. Над 112 милиони денари до овој момент се собрани во фондот на Црвениот крст за помош на семејствата и настраданите во пожарот во Кочанскиот клуб Пулс. Од организацијата информираат дека исплатата од првата фаза е речиси завршена и дека наскоро ќе почне и втората фаза. Значи, заклучно со денешниот ден имаме негде 112 милиони денари. Ние транспарентни сме секогаш, значи секој ден објавуваме колку пари се собрани, секој ден ќе објавуваме колку пари имаме одлив од таа сметка и на крај ќе има комплетен извештај. Кои се донаторите, кои се луѓето кои што едноставно донирале и каде и како завршиле тие средства. Да искористам приликата денес дека сме заедно. Првата фаза веќе заврши, семејствата, односно лицата кои што се лекуваат во странство, тие 116 лица добија веќе една исплата од 150.000 денари, лицата кои што ги загубија своите семејствата кои што ги загубија своите најмили исто така добија една исплата од 150.000 денари. Вчера и денес отиде исплатата за семејствата, односно за лицата кои се лекуваат во државата, тие се негде 68 на број. Мислам дека можеби имаме уште 4-5 кои што треба да ги координираме со Министерството за здравство и веќе од утре почнува втората фаза на исплата. Следната недела ќе излеземе со информација колку средства се одлијани од фондот на солидарност, по колку пари добија лицата, нели, во зависност од тие три категории ние така ги поделивме, нели, семејствата кои што ги загубија своите најблиски, лицата кои што се лекуваат во странство и лицата кои што останаа во државата. Интенцијата на Црвениот крст кога ќе ги завршиме овие две фази, остатокот од пари кои што ќе останат во фондот на солидарност во соработка со Министерството за здравство да ги донираме на семејствата, поточно на лицата кои што ќе имаат подолг третман. Значи, ако тој третман трае една година, тие лица ќе останат во нашата база на податоци да ги поддржуваме финансиски до крајот на нивното лечење. Истрагата за пожарот во Кочани се уште трае и секој кој на било каков начин го прекршил законот соодветно ќе одговара, рече министерот за внатрешни работи, кој денес учествуваше на дебата посветена на безбедноста во сообраќајот. Да, истражуваме, да, за разлика од предходно, кога ниедно лице не беше приведено, а при тоа се загубија повеќе од 70 човечки животи, за вкупно за сите оние пожари и сообраќајни незгоди од поголеми размери, кога во минатото
ни кривична пријава не била поднесена од страна на Министерството за внатрешни работи, за разлика од тогаш, сега покажуваме неселективна и ефикасна борба. Жалам што се уште сме во фаза на истрага, каде што не би можел да осуетам дел од постапката со изјави кои што би ги дал во јавност. Но јавноста ќе се увери како што ќе мине времето, дека секој еден за кој што ќе има докази, а не заради тоа што некој бара да биде линчуван, ќе биде предмет на одговорност во рамки на оваа постапка. Нешто незамисливо ако го споредите со оно од претходно. Меѓутоа сите зборуваат за селективност, за тоа е работа. Мислам, особено опозицијата. Селективноста, неработењето, непрофесионалноста, неодговорноста, корумпираноста, распаднатоста на сите оние кои претходно постапувале или не постапувале не довесоа на ова дерез. Роднините на загинатите во пожарот во модуларната болница во Тетово со писмо до државниот јавен обвинител Лјупчо Коцевски бараат да се обнови истрагата. Тие се сомневаат дека досегашниот процес нема да ги изведе пред лицето на правдата вистинските виновници. За пожарот во Тетово, кој се случи на 8 септември во 2021 година, се уште официјално никој не е одговорен. Судската постапка се развлекува речиси 4 години, а едно од судските рочишта се одржува и денеска. Драг Лјупчо, како наш сограѓанин од Тетово, вие најдобро ја разбирате болката и гневот на семејствата на жртвите и на целата заедница. Ова не е само правно прашање, ова е морална обврска кон тие што ги изгубивме, но и кон сите граѓани кои денес живеат во страв дека ова може да се повтори, а никој нема да одговара. Време е некој да превземе одговорност. Време е правдата да излезе од фиока. Како семејства на загинатите барат од вас да ја обновите истрагата за виновниците, за вистинските виновници на пожарот во модуларната болница во Тетово. Да формирате независен тим кој ќе ги испита сите аспекти на случајот, вклучително и одолговлекувањето на постапката. Да гарантирате дека судската постапка ќе се води без политичко бизнис влијание, да обезбедите транспарентност и отчетност во вашата работа во согласност со законските обврски. Председателката Гордана Силјановска-Давкова ќе оствари билатерална средба со нејзиниот бугарски колега Румен Радев во Софија. Веста ја потврди председателскиот кабинет, информирајќи за работната посета на Силјановска на Бугарија, која е на агендата денеска и утре. Според најавата, председателката на покана на Радев ќе учествува на состанок на шефови на држави и влади на Акаба процес Балкан 3 во Софија. Силјановска ќе говори на првата сесија од состанокот насловена идентификување и разбирање на заканите. Во рамки на престојот во Софија, председателката Силјановска ќе ја посети и болницата каде што се лекуваат дел од повредените од пожарот во Кочани. Поранешниот помошник министер во МВР Ѓоко Поповски е делумно помилуван со одлука од председателката Гордана Силјановска-Давкова објавена во службен весник. Со тоа Поповски делумно се ослободува од понатамошно издржување на неиздржаниот дел од заедничката затворска казна за случаите 300 и Тенг, отворени од поранешното специјално јавно обвинителство, за кои по сите постапки доби вкупна казна од 7 години. Во одлуката на Силјановска вкупно се помилувани 8 лица, од кои 4 целосно, а 4 од делумно извршување на казната. Исполнето е ветувањето за зголемување на пензиите од 5000 денари на над 330.000 пензионери, се вели во соопштението испратено утрово од владината пресслужба. Со исплата на мартовската пензија за 2500 денари се заокружи циклусот за линеарно покачување на пензиите за 5000 денари. Со сегашното зголемување на ниската пензија во март изнесува 18.192 денари, додека просечната пензија околу 26.250 денари. Пензионерите заслужуваат сигурен и достоинствен живот. Дополнително, дека работиме во интерес на граѓаните, покажува и фактот што како влада имаме став дека нема да ја зголемиме старосната граница за пензионирање, која сега е 62 години за жени и 64 за мажи, заедно со најмалку 15 години стаж, се вели во соопштението кое што утрово го испрати од владата.
33% ки изнесуваат новите реципрочни тарифи на САД кон Македонија, односно половина од 65% царини од Македонија кон САД. Тоа стои на табелите за реципрочни тарифи кои вчера ги презентираше американскиот председател Доналд Трамп. На нив се прикажани царините што другите земји им ги наметнуваат на САД и реципрочните тарифи што тие ги воведуваат. Воведените стапки се движат од 10 до 49%. За Европската Унија тие се 20%, за Кина 34%, за Јужна Кореја 25%, за Јапонија 24%, а за Велика Британија 10%. Од земјите од Западен Балкан со повисоки царини од нас се Босна и Херцеговина со 35% и Србија со 37%. Царините за Косово, Албанија и Црна Гора се 10%. Целта на мерката е да го стимулира домашното американско производство, а одгласите во светот нотираат дека тоа ќе доведе до зголемување на цените и трговски војни. Според податоците на Државниот завод за статистика, вкупната размена на Македонија со Соединетите Американски држави лани изнесувала нешто на $314 милиони, околу 6 милиони помалку од годината претходно. Од Македонија во САД најмногу се извезувале машини и транспортни уреди, храна, пијалоци и тутун. Време е за блокот на нашата дописничка мрежа. Центар за рехабилитација на лица со посебни потреби, прв од ваков вид, се отвора во Штип. Центарот ќе биде целосно опремен за да прифати 24 деца и млади со кои стручни лица ќе работат по неколку часа дневно. Нашиот штипски дописник Трајан Ристовски на оваа тема. Штип ќе го добие првиот центар за рехабилитација за лица со посебни потреби во државата. Центарот ќе биде сместен во дел од зградата на Средното текстилно училиште, а средствата се обезбедени преку централниот буџет со 15% кофинансирање од страна на општината. Одвојуваме повеќе од 11 милиони денари заедно со општината. Ќе биде опремен, меѓутоа она што го разговаравме заеднички со представниците на родителите дека треба да се фокусираме на она што значи програма за работа на самите лица, односно дечиња со попреченост. Зоран Мијалков, родител на деца со посебни потреби, вели дека ова е прв чекор и надеж дека ќе се слушне и нивниот глас. Ова е прв пат и нашиот глас да е важен, затоа што претходно беше само не беше сервирано што планира државата, без нас да не паше, кои што сме крајни корисници и најдобро знаеме што треба за нас и нашите деца. Така што во овој случај се надевам дека ќе се постигне тоа што децата ќе добиваат рехабилитација, помалите деца и младинците, а најбитното е работната терапија. Улогата на центарот е работно да се оспособат овие деца за подоцна да си го најдат своето место на пазарот на трудот. Мораме да направиме чекор дополнителен кој што ќе биде во насока на работно ангажирање на овие лица, на средби со бизнис секторот, на можност за истите лица да имаат дневни активности на други локации во нашиот град, за да полесно се работи и да има поголем ефект при работењето со лица со попреченост. Првично се планира да бидат прифатени 24 деца и младинци со кои ќе се работи по неколку часа дневно. За Сител, Трајан Ристовски. На крајот на овој блок одиме во Струмица, каде производителите на органска храна предизвиците со кои се соочуваат ги споделија со нашиот струмички дописник Зоран Ѓорѓев. Во Македонија постојат идеални услови за органско производство, но главниот проблем е неусогласеноста помеѓу понудата и побарувачката. Тоа за земјоделците кои се одлучуваат за оваа аграрна гранка представува еден од главните предизвици во работењето. Досегашните искуства на производителите покажуваат дека производството на органски производи може да биде поедноставно од пласманот. За разлика од конвенционалното земјоделство, кој има јасни канали за дистрибуција, органските производи често се ограничени во пристапот до пазари и потрошувачи. Според Ѓорѓи Хаџикотаров од Здруженијето Органологисти, овој проблем може да се реши со формирање на специјализирани откупни центри или пак отварање на посебни пунктови во веќе постоечките, но со исклучителна намена за органски производители. Сега во моментот најбитна ни е поддршката за стационирање овде во нашиот регион на откупен центар за градинарски производи. Аз се надам дека ќе имаме можност и делото до овоштарството да го пласираме таму,
бидејќи ние сме многу мали и многу малку производители на ваква храна. Значи, по квантитет немаме можност самите да го менаџираме тоа. Ако може овие откупни центри да дадат и плюс внимание на органското производство и тие да ни помогнат при откуп и менаџирање на вакви производи, се надеваме дека тоа многу ќе ни олесни на самите производители. Освен откупни центри за вистински развој на органското производство, потребна е и поголема едукација и поттикнување на свеста на потрошувачите за вредноста и придобивките од органските производи, како и на создавање услови за долгорочна стабилност на производството. Едукацијата и на самите производители, а и на самите потрошувачи за органско производство во Република Македонија е на многу ниско ниво. Значи, ако сите велиме дека знаеме за органското производство, знаеме само да кажеме дека има нешто што е органско. Меѓутоа, кое е органското и како да се препознае и како да се производи, се уште сме на многу ниско ниво за да можеме да го направиме тоа. Органските производи од Македонија најчесто се пласираат на домашниот пазар по цени кои се од 30 до 50% повисоки во однос на производите добиени на конвенционален начин. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.